Со голем ентузијазам, самоувереност и амбиција, министерот за транспорт и врски најави фронтална битка со сопствениците на нелегалните градби и популарните дивоградби на територијата на целата држава. Дали младиот министер ќе биде потписник на решенијата за рушење на повеќе катните дивоградби на Шар планина, Охридското крајбрежје или пак во внатрешноста на државата, каде видни бизнис лоби изградиле велелепни хациенди? Бочварски на ова прашање одговара директно, повикувајќи се на новиот правилник за урбанистичко планирање. И борба против ваквиот тип на појави. Ваквиот тип на појави го има во државата во изминатите 20, 30 па и повеќе години, и во моменти кога имало закон и во моменти кога немало таков закон, луѓето наоѓале можности да го прекршат законот и да изградат таков тип на објекти. Правилникот предвидува за 50% зголемување на легализацијата. Цената на легализацијата нема да биде по 1 евро, туку ќе се плаќаат сите комунали изголемени за 50%. Од плаќање ќе бидат ослободени верските заедници кои граделе на диво, верски објекти, јавните институции како и социјалните случаи. Новиот закон за легализација нема да важи за дивоградбите од Охридскиот регион. А тоа не е стамбена зграда, не може да се легализира објект во заштитено подрачје со сериозен опфат против ваквиот тип на појави и плаќање на пенали 50% поголеми од редовните комунали. Веруваме дека преку ваков тип на пристап ќе придонесеме да се намали притисокот од ваквиот тип на изградба. Ако некој граѓанин посегнал по изградба на ваков тип на објект во минатото и ако комуналиите во Скопје или во било кој друг град се 100 евра по редовна постапка, тој ако легализирал објект за 1 евро квадрат, тогаш ние како држава сме му дале можност тој да оди по таа нередовната постапка. Урбанистите засега не сакаат да го коментираат новото законско решение за кое говореше и Бочварски, се додека не го видат во целост. Но голем дел од нив се против ваквите масовни легализирања, зашто станува збор за политички одлуки кои им штетат на урбанистичките планови. Со ваквите легализации на некој начин се казнуваат тие што во изминатите години граделе со дозвола и ја терале процедурата според закон, а се ставаат во поповолна состојба сите што граделе на диво и имаат пари да платат, коментираат урбанистите. Со ваквиот модел на власта препознаваат начин за екстра полнење на буџетот. Тој што има пари ќе може да се легализира по брза постапка. Оваа влада ќе продолжи и понатаму каде што застана претходната, предводена од ВМРО ДПМН, велат архитектите, која дозволи легализација на дивоградби изградена до 3 март 2011 година. Тогаш беа поднесени над 430.000 барања, а се легализирани над 200.000 дивоградби.